Пред 2 години државата преку закон, односно позитивна законска регулатива која е се уште активна, на младите средношколци од 2 и 3 година, односно со навршени 16 години, им даде можност да се стекнат со право на полагање возачки испит, а со тоа и право со управување на автомобил. Условите се дека тие треба да се одлични ученици, дека треба да имаат дозвола од родителот полномошно и дека треба да имаат препорака од педагогот, односно психологот во училиштето каде што се школуваат, дека тие се добри ученици, затоа што карактерот на возачот значи уште од деца понатаму се провлегува и во функцијата возач. Во нашиот град ваквото право не е многу популарно и користено. Ретка појава е, коментираат познавачите на приликите. Јас колку што имам сознание, во битол овај тренд не е многу голем. Тренд да го наречам модернистички, затоа што, мој лично мислење, мислам дека тие се уште мали и дека има време, дека нивните 18 години се блиску за 2 години и можат да се стекнат со возачка дозвола. Меѓутоа, сепак законот им дозволува, тие можат да направат, треба да знаат дека имаат повеќе моточаса од другите, повеќе под подстрог надзор се од истите. Значи, истите тие возачи треба да имаат повеќе, се знае до колку кубици можат да возат возила. Интерес нема и поради фактот за немање дозвола да возат после 23 часот и секако не без присуство на искусен возач, но експертите сметаат дека непопуларноста на оваа законска регулатива е во ред, зашто се уште возачите од 16 години немаат доволно развиени психофизички способности за управување со возилото, а со тоа се опасност за во сообраќајот.